Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Дали објавата продолжува? Оваа книга е напишана од Васим Ахмад. मुझे अपना परस्तार बनाने वाले. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. Мир и благослов нека се на неговиот веровесник Мухаммед салаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхаби. Дали објавата продолжува? Ние во Ахмадија муслиманскиот джемаат веруваме дека нашиот Бог е живиот Бог, кој ја поседува моќта која ја имал и во минатото. Неговите атрибути и сега се исти какви што биле и во минатото. Еден од неговите атрибути е дека тој им ја објавил веста или објавата на своите слуги. Ние веруваме дека овој негов атрибут ќе биде во функција се до судниот ден. Ние веруваме дека неговата објава има два дела. Под еден, едниот од двата дела е Божиот закон или шеријат, како што се Теврат, чесниот Куран и други Божји книги. Ние веруваме дека првиот дел од објавата, која се однесува на Божиот закон, е совршена, перфектна. Чесниот Куран е последната Божја реч и последна Божја книга, а после чесниот Куран нема да има нови книги, ниту нови закони, затоа што чесниот Куран е совршена книга. Чесниот Куран вели: денес јас за вас ја усовршив верата ваша, и го надополнив благодатот мој кон вас, и го избрав исламот да ви биде вера. Навистина, верата кај Аллах е исламот. А оној кој сака друга вера освен исламот, нема да му се прими, и тој на идниот свет ќе биде меѓу поразените. Под два, другиот дел од објавата не му припаѓа на шеријатот или на Божиот закон, туку тој дел од објавата се однесува на радосната вест, која он им ја дал на своите евлии. Пример за тоа се мајката на Муса алейхи селам, мајката на Иса алейхи селам и следбениците на Иса алейхи селам. Чесниот Куран вели: и ние на мајката на Муса и објавивме: дој го, па кога ќе ти падне страв, фрли го во река. Не стравувај и не тагувај, ние на вистина ќе ти го вратиме и ќе го одредиме за пратеник меѓу пратениците. Преку овој ајет гледаме дека го нема Божиот закон, шеријатот, но гледаме дека има објава преку која мајката на Муса алейхи селам можела да направи такво нешто. На друго место во чесниот Куран Аллах Джелешануху кажува дека Мерием ја примила објавата. И кога мелеките рекоа: о Мерием, Аллах на вистина ти донесува радосни вести со еден збор од себе. Неговото име ќе биде Месих, Иса, син на Мерием. Ќе биде виден и на овој свет и на идниот и ќе биде еден од блиските. Чесниот Куран објавата на следбениците на Иса алейхи селам ја пренесува со следните зборови: и кога јас им објавив на учениците да веруваат во мене и во пратеникот мој, тие рекоа: ние веруваме и ти биди сведок дека ние се покоривме. Ахмадија муслиманскиот джемаат се разликува од другите муслимани кои велат дека сега Бог не може да дава објави. Ова нивно тврдење е против чесниот Куран. Чесниот Куран вели дека Бог радосната вест ќе им ја соопшти на правите верници. Чесниот Куран вели: слушнете, навистина Аллаховите пријатели ќе немаат страв и не ќе тагуваат оние кои веруваа и беа богобојазливи. За нив има радосни вести во овој живот и на ахирет. Според овој ајет, ние знаеме дека верниците ја примале радосната вест на овој свет, тоест објавата. वो जो कहलाते हैं दिल तोड़ के जाने वाले, वो जो कहला. На друго место во чесниот Куран се вели: навистина на оние кои велат нашиот Господар е Аллах
и остануваат истрајни, мелеките постојано се спуштаат, говорејки: не плашете се и не тагувајте, радувајте му се на дженнетот, кој ви е ветен. Ние сме заштитници ваши во животот, на овој свет и на ахирет. Вие во него ќе имате се што вашите души ќе посакаат, и во него ќе имате се што ќе побарате, како гостопринство од оној кој многу простува, милостивиот. Според овој ајет, ние знаеме дека верниците ќе ја примаат радосната вест на овој свет, а не како некое од толкувањата на честниот Куран, кој вели дека оваа вест верниците ќе ја добијат во времето на смртта. Овде јасно пишува: ние сме заштитници ваши во животот на овој свет. Евреите и христијаните велат дека после Муса алейхи селам и Иса алейхи селам нема повеќе да има објави, а ние гледаме дека нивните вери веќе одамна се мртви и помеѓу нив нема човек кој може да ја покаже верата преку Божји знаци, и доколку и ние тоа го прифатиме и така го кажуваме, тогаш и ние ја убиваме својата вера. Преку честниот Куран гледаме дека исламот се уште живее, бидејќи Бог ги дава своите вести на своите верници. Ова е знак дека исламот е најдобрата вера помеѓу останатите. Некои луѓе, кога го слушнат зборот објава, мислат дека тоа ќе биде нов закон, книга покрај Куранот, како некоја нова вера, но тие не знаат дека имаме два вида на пратеници. Под еден, пратеници кои донеле книги, Божјиот закон, на пример, Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем, Хазрети Муса алейхи селам. Под два, пратеници кои не донеле книги, туку ги потврдиле книгите кои веќе ги имале, на пример, Хазрети Харун алейхи селам, Хазрети Иса алейхи селам, Хазрети Давуд алейхи селам. Честниот Куран вели дека вториот вид на пратеници немале закони книги, туку ги потврдиле веќе постојните. Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем го најави доаѓањето на еден реформатор во исламот. Како ние ќе знаеме кој е тој и како тој самиот ќе знае дека е реформатор, ако нему тоа Бог не му го каже? Без Божја објава човек не може да биде реформатор. Ние во Ахмадија джемаатот веруваме дека тој веќе дошол и дека нему Бог му пратил вести за иднината, кои веќе се исполниле. Ова е една вистина за исламот, вистина и знак дека нашиот Бог се уште живее и дека Он продолжува со давање на радосни вести кои ќе бидат се до судниот ден. Објави на евлиите. Само мажи можат да бидат пратеници, но има доста примери каде што и жените добивале објави, како што се примерите со мајката на Иса алейхи селам, мајката на Муса алейхи селам, како и следбениците на Иса алейхи селам. Хазрети Мухаммед салаллаху алейхи веселем во еден од хадисите рекол: пред вас биле уммети кои разговарале со Бога. Под еден, Хазрети Омер разијалаху анху еднаш држел худба во Медина, додека муслиманската армија заминувала во војна. На средина од худбата на Хазрети Омер разијалаху анху, Бог му покажал дека муслиманската армија оди во заседа. Тогаш тој ја прекинал худбата и рекол: о Сарија, вратете се на ридот, о Сарија, вратете се на ридот. И после тоа продолжил со худбата. После неколку дена од военото поле дошла вест дека битката ја добиле муслиманите. На групата која ја донела веста и било чудно, бидејќи кога веќе се наоѓале пред пораз, сите војници од муслиманската армија го чуле гласот на Хазрети Омер разијалаху анху, кој ги изговорил зборовите: о Сарија, вратете се на ридот, о Сарија, вратете се на ридот, иако тој бил на 100 километри оддалечен од нив. Сите ја послушале таа наредба и ја извршиле. Ова е една од објавите која ја чула целата армија. Под два, еднаш мунафиците толку ја осрамотиле Аиша разијалаху анху, што таа престанала да јаде и само плачела и се молела на Бога да ги сибне од неа тие лаги. Една ног Аиша разијалаху анху сонувала еден мелек
кој кажал една молитва, која таа требало да ја научи, за да го симне тој срам од себе, и таа направила така, и после тоа Бог му објавил на Мухаммед салаллаху алейхи веселем дека сета работа била измислица и лага на мунафиците. Под 3. Хазрети Имам Ахмад бин Хамбал е еден од најпознатите луѓе во историјата на исламот. Еднаш отишол да се бања во јавно купатило. Во тоа време Мухаммед салаллаху алейхи веселем им забранил на муслиманите да се бањаат голи помеѓу луѓето. Тогаш Хазрети Имам Ахмад бин Хамбал зел чаршаф и се огрнал со него додека се бањал. Истата ноќ, додека спиел, слушнал дека некој му зборува: „О Ахмаде, имам радосна вест за тебе. Бог тебе ти простил, бидејќи си се држел до суннетот, и Бог тебе те пратил како имам кој ќе биде следен од сите луѓе.“ Хазрети Имам Ахмад бин Хамбал вели: „Јас прашав, кој си ти?“ А тој рече: „Јас сум Џибрил.“ Овде е јасно дека Бог го известил само затоа што се придржувал до суннетот на Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Под 4. Хазрети шејх Мухаидин ибн Араби Рухмахулах во својата книга Ал-Фатухате Ал-Махијах го опишува својот духовен мирач, патувањето на Мухамед на небото, и на крајот вели: „Кажи, ние веруваме во Аллах и во она што ни е објавено, и во она што е објавено на Ибрахим, и на Исмаил, и на Исак, и на Јакуб, и на неговите потомци, и во она што му е дадено на Муса и на Иса, на пратениците од Господарот нивни. Меѓу нив ние никаква разлика не правиме, ние нему му се покоруваме.“ Ова е комплетен ајет кој му е објавен на Хазрети Ибн Араби. Ова исто така е знак дека он на своите слуги им се јавувал кога им бил потребен. Под 5. Кога Мухаммед салаллаху алейхи веселем умрел, тогаш неговите следбеници биле во дилема дали да го избањаат со облека или без облека. Бидејќи не знаеле што да направат, Бог на сите им објавил: додека сите биле поспани, слушнале глас кој рекол: „Избањајте го пратеникот облечен.“ Тоа било толку силна објава, што следбениците го направиле она што го чуле. Под 6. Хазрети Абдел Вахаб Ашарани вели: „Ние не добивме вест од Бога дека после пратеникот салаллаху алейхи веселем ќе има шеријатска објава, но Бог ќе им се јавува на луѓето.“ Според овој ајет станува јасно дека после Куранот нема да има објави кои донесуваат Божји закони, но ќе има знаци од Бога кои ќе им бидат упатени на правите верници. Ова се неколку примери од историјата на исламот. Има уште многу примери каде се покажува дека евреите добивале објави. Во Ахмадија џемаатот исто така има луѓе кои добивале објави и ги добиваат и ден денес. Тоа е знак дека ние сме на правиот пат и дека Аллах Джелешануху не оставил без упатства за понатамошниот живот. Не плашете се од Божјата објава, таа само дава сила за духовниот живот, а без духовен живот ние би биле само обични предмети. बिगड़ी के बनाने वाले. Книгата Дали објавата продолжува е завршена. Еселаму алейкум.